Нашата денешна прва тема на лице место е превенција и симптоми на труење со храна. Токму оваа тема беше инспирирана од последната вест која што излезе дека 15 средношколци биле затруени со храна од одредена сендвичара во Штип, а од Центарот за јавно здравје информираа дека сите лица кои што пројавиле симптоми токму во однос на оваа ситуација да побараат помош од медицинско лице. Веруваме дека е важна тема на која што треба да се говори со оглед на тоа дека не станува збор само за средношколците кои што се затруле со таа храна, туку и за други луѓе ширум светот, нели, ширум нашето општество кои што можеби имаат токму ваков проблем и се наоѓаат во ваква ситуација. Повеќе детали во однос на оваа тема, кои се симптоми и како да превенираме правилно, разговараме со мојата денешна гостинка доктор Гордана Буцевска-Атанасова. Да ја посакаме добро утро и најпрво ќе прашаме кои се оние почетни симптоми кои што укажуваат на тоа дека станува збор за труење со храна. Добро утро до гледачите. Труењата со храна се присутни во текот на целата година. Пикот го достигнуваат во летните месеци. Симптомите од некои труења се јавуваат, се развиваат за многу краток период, од неколку часа. Се јавува гадење, малаксалност, мачнина, повраќање, пролив, општа слабост, покачена температура и како најтешка компликација се јавува дехидратација, губиток на течности и електролити, вртоглавица, малаксалост, општа слабост, така да кога ќе се појават тие симптоми, неопходно е од сите кои што ги чувствуваат да побараат медицинска помош пред се до својот матичен лекар. Ако симптомите не се смируваат, односно ако дехидратацијата и се продолжува повеќе време, односно ако имаат пролив и повраќање кој што трае повеќе од 5 дена, неопходно е да се јават кај лекар, кај деца до 12 години ако повраќаат повеќе од 12 часа. Неопходно е да се јават кај својот лекар, да добијат упатства како да се справат со настанатата ситуација. Најчесто овие симптоми кои што ги напоменавте, дали доаѓаат одма ден по тоа труење со храна или пак треба да поминат неколку дена одредено време за да се појават самите симптоми? Па како што напоминавме, тие труења најчесто се јавуваат од присутни бактерии, вируси, паразити во храната која што сме ја консумирале и кај некои труења, најчесто предизвикани од Staphylococcus aureus, а тие се присутни во кремови, сладоледи, може да се јават и само за неколку часа. Труења, например, со мајонез, кој што се користи многу често во сендвичите кои што се припремаат во сендвичарите. Најчесто е поради несоодветно чување во фрижидер или подолго време стои надвор, може да се развијат и за неколку дена и после до 72 часа, а најчесто е салмонела од несоодветно подготвен мајонез кој што се користи од јајца, салмонелата таму се развива, пилешко месо, така да може да биде и одложено, меѓутоа напоменувам, ако се јавува за некое труење со печурки или со риба, потребно е веднаш, ако се сомневаме на такво труење, веднаш да се побара медицинска помош. Напоменавте сладоледи, благо, риба, пилешко, мајонез, печурки исто така. Дали тие се најчестите видови на храна од кои што можеме да добиеме труење или пак има и некои видови на храна за кои што не сме свесни и не би ни паднало на памет дека можеме да се затруеме? Па секако тие се најчести од објектите кои што ги користиме за подготовка на брза храна, меѓутоа може и во домашни услови, го напоменав летниот период. Значи самата висока температура придонесува да тие бактерии се размножуваат многу побрзо, а и самата храна ако не е подготвена термички на повисока температура, често пати во маркетите треба да бидеме внимателни кога купуваме производи, да не е со поминат рок, да погледнеме дали нешто има промена во тоа што го купуваме, дали е надувано, дали нешто е променето кога ќе го отвориме, дали има промена во мирисот, во вкусот. Често пати користење на конзерви кои што не се убаво обработени, исто така може да бидат причина за појава на труење со храна. Ги напоминавте симптомите, сега дали само тие симптоми секогаш се појавуваат кај лицата кои што добиле труење или може би има и некоја полесна фаза кај одредени лица, не знам, пример лица кои што имаат појак имунитет и слично, и дали треба веднаш да се обратат кај својот матичен лекар? Ако се симптомите поблаго изразени, не би требало веднаш да се појават. Значи,
да земаат прво повеќе течности, ако имаат повраќање, да престанат со внесување на храна, повеќе течности, за да ги надокнадат течностите кои што се изгубени, и во почетокот да внесуваат полесна храна. Значи, основно е течности, полесна храна, двопек, банана, јаболко печено, ориз. Значи, тоа е прва помош. Меѓутоа, ако симптомите продолжуваат и не се смируваат, секако мора да се побара лекарска помош. Пред самиот крај, која е вашата порака до нашите гледачи? Како правилно да превенираме и дали можеме и при самиот вкус, при самиот мирис да воочиме дека можеби би дошло до труење со храна? Па секако да внимаваме, може преку вкусот, која вкусуваме храната да осетиме. Но не мора да значи. Не мора да значи, никогаш не е променет составот, значи да внимаваме каде купуваме, да купуваме во објекти кои што се проверени. Меѓутоа не е исклучено и во тие да се случи, да кажеме, таква хаварија, да настане труење, како што е случајов со сендвичарата во Штип. Да избегнуваме, значи во летниот период, завршуваме со летото, почнуваме веќе со есента, да внимаваме, да се купува, учениците, студентите се посклони да користат таква брза храна. Значи да се купува од проверени објекти и по можност да се користи дома припремена. Тоа е нашиот совет, останува личната хигиена, чисти раце, да внимаваме со тоа, ќе ја намалиме и можноста да дојдеме во контакт со тоа и да се заштитиме и себе и другите околу нас. Навистина ви благодарам за сите овие корисни информации, што имавме можност да говориме на оваа тема. Ви благодарам и на вас, убав ден на сите. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации утринава беа од корист. Говоревме за правилна заштита, превенција и кои се оние најчести симптоми кои укажуваат на тоа дека станува збор за труење со храна. Се разбира дека доколку симптомите бидат повеќе изразени, веднаш треба да се консултирате со својот матичен лекар.